После 12 години владење на Дехари и Дуи, Кичево доби нов градоначалник, докторот по општа медицина Александар Јовановски од ВМРО-ДПМН. Тој титулата градски татко ја добива во второ бит, откако еднаш, тоест на изборите во 2021 година, не успеа да го порази Дехари, иако и тогаш во првиот круг беше во значително водство. После 4 години, вчера со околу 2000 гласа разлика, успеа да ја добие победата. Според податоците на Државната изборна комисија, за Јовановски гласале 14.228 граѓани, додека за Дехари 12.208. Јовановски за ТВ24 вели победата е најава за макотрепна работа, соживот и обединување во следните 4 години за доброто на кичевчани. Сосем доволно да легитимира едно градско водство, едно ново, едно честно, едно работливо, едно граѓанско водство. И сум благодарен на сите што се тука, на сите што гласаа за мене, на сите политички партии, на сите вери и националности. Синоќа во Кичево се славеше, но од денес граѓаните веќе ќе очекуваат решавање на проблемите, меѓу приоритетните затворање на депонијата и решенија за кучињата скитници. Да ги тргнат кучињата, ние долго време се мачиме со ними. Многу луѓе ги скаса, ги зедоа и нешто да помогне за вработување, младите да не одат странство. Ѓубриштето, кучињата, што друго? Она што го беѓа да ги исполнуваат то. Победата на Јовановски според премиерот Мицкоски значи дека градот се ослободил и дека почнува нова ера на обединување и развој. Противникот пак Дехари најави обраќање за јавноста, но се уште не му ја честиташе победата на Јовановски, а министерот за социјална политика Фатмир Лимани го опиша резултатот како тажен ден за албанската заедница, споредувајќи го со дождливи денови, но целата вина ја лоцираше директно кај Дехари. Инаку, освен градоначалникот, ВМРО-ДПМН го освои советот во Кичево со 8 советници. 5 има Наи, Влен Тројца, 2 советници се од листата на Шкодрана Лили и 1 советник има СДСМ.